новото небо, новата земја и новиот Ерусалим. Ново небо и нова земја. Човештвото одамна тргна во испитување и освојување на нови планети во нашиот сончев систем. Тоа значи дека човештвото копнее за нешто ново, интересно и сигурно место. Местото каде што сега живее човекот е несигурно. А несигурноста произлегува од многу фактори. Има крвопролевање на целата земјина топка, загаден воздух, криминал од секаков вид, војни и гласови за војни, глад, болести, смрт и што уште не. Сето тоа ги натера научниците на размислување за иднината на нашата планета. Животот што го бараат на другите планети е само доказ дека човекот копне за поубав и совршен свет. Овој свет стана таков заради гревот што навлезе кај првите луѓе Адам и Ева. Но, кога Бог го создаде светот, беше се совршено. Во првата книга Мојсеева, првата глава, првиот стих, е напишано: Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Таа креација беше прекрасна. Тоа се согледува во 31 стих од истата глава. И виде Бог тоа што го направи, и ете, се беше прекрасно. Но во Откровението или Апокалипсата на апостол Јован, 21 глава, првиот стих, читаме за ново небо и нова земја. Што значи оваа земја и оваа вселена, заради големиот метеж на гревот, на беззаконието, на неправдата, ќе ги снема пред лицето Божјо. Тоа е патот во потрага и откривање на совршеното. Библијата зборува за нов Ерусалим, нов град на небото. Новиот Ерусалим што треба да дојде ќе се нарече Свет град. И таков е наречен. Сегашниот е стар, преполн со секакви несредености. Во него се наоѓа верска омраза, национална омраза, грев, беззаконие и така натаму. Градот живее во страв од терористички и други опасности. Постанува се поопасно да се оди таму. Но новиот Ерусалим слегнуваше од Бог од небото, приготвен како невеста која се украсува за својот младоженец. Тоа значи дека во него ќе биде сместена црквата, што Господ Бог ја откупи со својата скапоцена и чиста крв. Тој Ерусалим, небесниот, е Божи шатор. Тој град ќе биде Божи шатор. Бог ќе пребива и живее со откупениот народ црквата. Божи шатор се нарекува затоа што Бог е присутен во него. Во Стариот Завет, Божиот шатор представува символ на Божјата присутност. Бог таму се објавуваше на Мојсеј и му зборуваше и наложуваше да ги пазат израелците неговите уредби и заповеди. Што значи новиот град Ерусалим ќе биде секогаш со Божјата присутност и никогаш нема да биде напуштен. Зашто Стариот Ерусалим Бог го напушташе кога грешеше народот, велејќи: Ерусалиме, Ерусалиме, колку пати сакав да ве соберам, како што ги собира квачката своите пилиња, но вие не сакавте. Затоа домот ваш ќе остане пуст. Во тој град ќе нема солзи. Солзите се знак на тага и очај. Не постои човек на земјата кој што не бил тажен поради нешто или некого. Но овие солзи што се спомнуваат овде во Откровението, се солзи на маченици на христијаните во првиот век. Апостол Јован го пишува оваа писмо во тешко прогонство. Тој беше на островот Патмос прогонет токму заради Божиот збор. Мнозина во тоа време, во 70-тите години од нашата ера, беа прогонувани и убивани од римските цареви, кои беа нарекувани ѕверови. Христијаните во тоа време не ги нарекуваа римските цареви за богови,
затоа што постоеше декрет дека секој што нема да го признае како таков да се погубува. Тоа беше општествен закон и не смееше да се прекршува. Меѓутоа, христијаните ги издржаа и тие тешки мигови и победија, подавајќи се доброволно во рацете на непријателот. Мнозина ги изгубија своите најблиски пријатели, роднини од семејството, но и според сите тие маќи, Бог ќе даде и дава трајна утеха на ожалостените и на оние кои плачат. Зашто е запишано: Бог ќе ја избрише секоја солза од очите нивни. Овие солзи се чуваат за споменица во Божите небески садови. Таму нема да има и смрт. Смртта е резултат на гревот и непослушноста на првите луѓе. Смртта не обиколува ниту еден на земјата. Не ги обиколува богатите, сиромашните, лекарите, научниците, професорите, политичарите, проповедниците, председателите, децата, инвалидите, здравите, невините. Таа е непријател на земјата, немилосрден непријател. Но, со доаѓањето на Божиот Син на нашата планета и воскреснувајќи од мртвите, ни создаде надеж за вечен живот. И не само ни создаде, туку ни даде надеж за вечен живот. Библијата нагласува: прв е Христос, а потоа сите што се негови. Значи, прв Христос воскресна, а потоа сите што веруваат во Него. Во новата земја, која е на небото, смртта ќе биде непозната и за секогаш заборавена. Прекрасно, зарем не? Во новиот Ерусалим ќе пребива Божјата слава. Божјата слава е присутноста и убавината Божја. Мојсей во една прилика посака да го види Божјото лице, но Бог не му дозволи и не му ја исполни неговата желба, не затоа што Бог не сакаше да му ја исполни, но заради тоа што телесен човек не е во состојба да гледа во Божјото лице. Мојсей ќе беше мртов, затоа тој му дозволи барем дел од неговата слава да види, така што Мојсей се зарадува за тоа. Славата Божја исто така дојде во времето на Соломон, кога се изгради Божјиот храм. Славата и присутноста Божја беше толкова што свештениците не можеа да продолжат со својата служба. Беа принудени да го напуштат храмот од големата слава на славниот Бог. Небесниот Ерусалим ќе биде обкружен секогаш со таа слава, а неговиот народ нема да бега од неа, зашто веќе се прославени од нивниот Спасител Исус и заради тоа нема да се плашат. Убавините на таа слава се состојат во тоа што целиот град е од чисто злато слично на чисто стакло. Таа гледка за сега останува непозната. Во градот нема темнина, таму нема да има ноќ. Темнината во Библијата символизира гревот. Тој што греши оди во темнина. Темнината таму ќе ја нема затоа што таму нема да се прави грев. Всушност, во тој град нема да влезе ништо нечисто. Библијата нагласува: надвор се кучињата. Тоа е израз за паганските народи. Надвор се прелюбниците, идолопоклониците, лажачите, гнасните, убијците. Еднаш за секојаш ќе престане оваа болка од нечесен народ. Просторот што ги одвојува нечестниот народ и црквата е огромен. Тоа се согледува во приказната за богатиот и сиромавиот Лазар. Кога едниот се наоѓаше во крилото Аврамово, блаженството, а другиот во адот или огнот што не гасне. Тие што се во адот не можат да отидат во рајот. Судбината им е запечатена за секогаш. Црквата нема да се плаши од арамии, лажачи, клеветници, оговарачи, шепотници, зашто првото помина. Градот е вечно осветлен. Тоа значи дека во градот ќе царува светлината, тоест Божјата правда. Бог виде уште на почетокот дека неговите творештва
на неговите творештва дека светлината е добра и затоа ја одвои светлината од темнината или правдата од неправдата. Исус рече: Јас сум светлината на светот. Тој што врви по мене нема да оди во темнина, туку ќе има светлина во животот. Светлината представува и вечниот ден, каде што вечноста ќе биде нивен дел. Ограничувања, старост или броење денови ќе престанат. Во градот го има и дрвото на вечниот живот. Според првата книга Мојсеева, 2 глава, 17 стих, на земјата имаше дрво за познавање на доброто и лошото. Тоа дрво, поради непослушност на Адам и Ева, произведе смрт. А сега, ова дрво има друга цел. Тоа е дрвото на животот, кој дава плодови 12 пати во годината, а листјата служат за исцелување на народите. Значењето на тоа е дека ова дрво е плодоносно и трајно. Дрвото што беше на земјата произведе смрт, а дрвото на животот произведува исцелување. Исцелувањето се однесува на гревот, болестите и смртта. За секојаш ќе ги снема. И на самиот крај, откупениот народ ќе го гледа Божјото лице. Сега го гледаме Бог преку вера и со вера. Се уште не сме го виделе физичкото Негово лице. Надежта на христијаните е таа што можат да го видат Божјото лице. Божјото лице ќе дава утеха на народот. Божјото лице ќе ги храни со вистината. Божјото лице ќе значи сигурност за Божјиот народ. Божјото лице ќе го исфрли стравот од верните Божји деца. И Божјото лице значи дека ќе престанеме да веруваме и да се надеваме, зашто ќе го гледаме таков каков што е, вистинит, праведен и полн со љубов. Неговата црква ќе царува вечно со царот над царевите и господарот над господарите Исус Христос. Нему нека му е слава и чест во сите векови. Амин.